Време е да се пресече синџирот на криминалот и да се истера правдата на виделина, затоа што и врапчињата знаат за корупцијата и злото што владее кај нас, порачаа родителите на настраданите во пожарот во клубот Пулс на 4-тиот протестен марш за доцента реакција, што денеска се одржа во Кочани. Во пораката до институциите кои се одговорни за функционирање на системот во државата, побараа тие да не ја одбегнуваат одговорноста и да ја сватат болката што ја чувствуваат по своите деца. Дали ќе прикривавте луѓе кои се соучесници на монструмот, ако убиените деца беа ваши деца? Може би тогаш ќе сватите дека единствената причина за која што се бориме е правдата за нашите млади убиени деца. И претходно, и сега, во иднина, ве подсетуваме, нема да застанеме тука. Ќе се гледаме на други места, посилни. Ова е само почеток на нашата борба за прерано згаснатите животи, за нивните нереализирани соништа, за нивната насилно прекината младост. Правда мора да има и сите соучесници на монструмот во ова убиство мора да одговараат пред законот. Во краткиот прекин на маршот пред зградата на општина Кочани, во која се сместени државните инспекциски служби, беше упатено прашање дали им е потребна дополнителна обука за да можат ефикасно да ги извршуваат работните задачи. Да ве прашаме, дали вашето столче во канцеларијата ви е толку удобно што работата на терен ви е заборавена? Или пак ќе слезете со полни торби, гардероба од споредна врата? Секој што работи ќе ви даде мито, ќе ви носат на ручици и случајно ќе заборавите контролата на нивната работа. Ова не е само лист хартија. Ова е сето вистина, бидејќи сите ние овде сме имале потреба до вас и на некој начин и од нас е барено мито или било што. Инспектори, кажете дали животот на нашите деца вредат повеќе од тоа што ви е дадено. Пред полициската станица во Кочани учесниците на маршот побараа одговорност од полициските службеници кои претходно не ја спречиле трагедијата во Пулс. МВР, се прашуваме ако вие не сте надлежни за нашата безбедност, тогаш кој е? Имате ли доблест да си ја признаете вината за таа кобна ноќ? Или тоа не ве учеле кога си ги купувавте дипломите? Секоја недела нашиот марш е уредно пријавен во МВР, болница, пожарна. Дали концертот на групата ДНК, монструмот го пријавил таа кобна ноќ до надлежните институции? Дали вие требаше да бидете таму по службена должност, бидејќи сите знаеле за тој концерт, имало реклами секаде и голем број од децата биле присутни поради тоа. Ништо тие деца не погрешиле што отишле на тој концерт да ја слушаат ДНК. Но, за жал, не знаеле како функционираат работите во така наречената дискотека, односно шталата на смртта. Ете, после таа кобна ноќ дознаваме дека таа дискотека била дуво за многу нелегални действија, меѓу кои продавање, купување и конзумирање дрога. Дали при сето тоа се правевте слепи и заради нечии профити дозволивте цената да ја платат нашите деца, невини, кутри деца, со нивниот прерано, одземен и одземен живот. Пред основниот суд и обвинителството, родителите и блиските на починатите порачаа дека правдата мора да биде задоволена и да се соопштат вистинските виновници за несреќата. Моето прашање директно го поставувам до министерот Панче Тошковски, исто така до директорот на Бирото за јавна безбедност и до сите институции. Кој дозволи нашите ангели да ги убијат? Кој потпишува документи дека децата ни се безбедни на јавни и нејавни простори? Здравиот разум размислува што ќе потпише, нечесниот и алчен потпишува без да се плаши пред судот Божји. Знајте дека нема што да изгуби. Ние ги изгубивме нашите деца, нашите најмити. Единствено што сакаме е правдата да има имиња и презимења,
Или се уште мислите после ова дека немате доволно докази? Дали тоа значи дека треба ние, родителите, да ви помогнеме или сами да си ја преземеме правдата во своји раце? Сакам да ги прашам обвинителите, колку вреди да млад човечки живот во оваа скапана држава? Дали толку се безвредни нашите деца, за да така се однесувате со притворените лица? Народски кажано, притвори пушти. Дали си ја плаќаат слободата? Што ако беа тоа ваши деца? Протестниот марш заврши во паркот на револуцијата од каде и почна, а роднините на настраданите порачаа дека ќе продолжат со собирите и во наредниот период ќе бидат уште погласни во барањето на правдата. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.